Моето путешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини, распослан помеѓу горното сливно подрачје на реката Треска, превојот Стража, планината Бистра, протегајќи се јужно по долината на реката Треска, се до Илинска планина, па се до северниот дел на Порече, која е една од поголемите котлини во Македонија, чија што нејзина рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стогово на запад, Бушева планина, Баба Сач, Бабењ и Плакенска планина на исток, чие дно на котлината е на надморска височина од 570 метри до 680 метри, каде што низината најниска точка се наоѓа во источниот дел кај селото Атиште, а преку Бродската клисура на исток се поврзува со Поречие, на југозапад преку планинскиот превој Пресека со Дебарца, а на север преку планинските превои Стража и Буковиќ со Полошката котлина, а Врадинската планина овој регион го дели на две морфолошки целини, морфолошката целина Зајас на запад и морфолошката целина Осломеј на исток. Овој пат решив да прочитам низ оваа област, низ историјата позната како Кичевија, која опфаќа дел од Полошкиот регион, се до планината Буковиќ, регионот Мијачија, се до Бистра планина, дел од Дебарскиот и Долноденколскиот регион, до планинскиот масив Стогово, на регионот Дебарца, се до планината Голат и Белчишкиот пространски планински масив, регионот Демихисар, се до извориштето на Црна река и планинските масиви Љубен и Стрмол, Крушевскиот регион, до планинскиот масив Венец, Прилевскиот регион, се до Бушева планина, регионот Порече, се до планинските масиви Песјак, Чалопица и Добра вода и Кичевскиот регион, за да ги надополнам моите досегашни сознанија не само за историските звиднувања, туку и за многуте адети, обичаи, селски, црковно-манастирски и седнародни празнувања, како што е црковното празнување на Свети Атанасиј Летен во селото Премка. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Премка тргнав рано, можна рано, околу 4 саатот, народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со Камазот, кој речиси 20 и кусар години ми е верен сопатник, откако малку го оставив, што се вели, некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. По речиси саат и кусур време, народски кажано, возење по магистралниот пат Скопје-Тетово, Гостивар Кичево, во правец на селото Премка, на речиси десетини километри пред Кичево, во непосредна близина на термоелектраната Осломеј, во раните утрински саати стасав во Премка, каде што селото раскошно блескотеше од утринските зраци на премското сонце, распослано во западните падини на Танасица, Трноец и Чукле. Почитувани мои, ете како што вели народот, во селото Премка дојдов на сам ден на патрониот празник на нивната црковна слава Свети Атанасиј Александрински, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Летен, по покана на членовите на црковниот одбор, кои воедно ми беа домајчини во нивното село. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав една и единствена причина
за да ги надополнам моите досегашни сознанија не само за историчките збиднувања, туку и за многуте адети, обичаи, селско-црковни манастирски седнародни празнувања, како што тоа е црковното празнување посветено на Свети Атанасија Александрийски, меѓу народот попознат како Свети Атанасија Летен, чие празнување продолжува и се пренесува од колено на колено низ вековите меѓу мештаните од селото Премка, со надеж дека меѓу помладите премчанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патронен празник, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за Свети Атанасиј Александрийски. Свети Атанасиј Александрийски се родил во Александрија во 296 година. Од детство бил наклонет кон духовниот призив. Откако го завршил своето образование, епископот Александар го прифатил како свое духовно чедо и го поставил за свој ѓакон и истиот го придружувал на првиот Вселенски собор во Никеја, каде биле разрешени редица на црковни проблеми, како определување на датата за славење на Великден, дејствијата против Мелети Липоколски и дејствијата против Арии, во кој се ставил како водич против аријанството. Свети Атанасиј Александрийски го напишал символот на верата, кој на соборот бил усвоен. Во 326 година, кога починал епископот Александар, Атанасиј бил избран на неговото место. По смртта на Александар, Свети Атанасиј бил избран за архиепископ на Александрија. Во архиепископскиот чин останал над 40 години, иако неколку пати бил прогонуван од страна на римските цареви Констанци, Јулијан и Вален, како и од архиепископот Евсебий Никомидиски. Непријателите на Свети Атанасиј, аријаните, покренале обвиненија против него за наводно користољубие и грубости над клириците. Поради тоа бил свикан собор во Трир, кој, независно од изложените докази во прилог на невиноста на архиепископот на Александрија, сепак бил осуден. Откако видел дека на тој начин нема да ја добие правдата, Свети Атанасиј се сретнал во Цариград со императорот Константин Велики и му ја представил вистината. Императорот ги повикал учесниците на Трирскиот собир повторно да го разгледаат делото, но непријателите на Свети Атанасиј успеале да го измамат императорот во нова клевета. Гледајќи дека не може да ги помири Атанасиј и неговите противници, а плашејќи се од бунт во Александрија, императорот решил да го жртвува незиниот архиепископ и да го испрати на заточение во Галија. Таму Свети Атанасиј поминал 2 години. По смртта на Константин Велики, неговите наследници со указ го вратиле за епископ на Александрија. Тоа дало нов повод на непријателите на Атанасиј да го прогласат за незаконски епископ, веќе врз основа на тоа што бил вратен на катедрата од световната власт. Од вкупно 47 години епископско служење, тој 15 години поминал во проgonство. Уште во своите први дела, слово кон паганите и слово за вооплотувањето на Бог, слово и за неговото јавување меѓу плод меѓу нас, била посочена главната тема на неговото богословие. Основни негови догматски дела се 4 слова против аријаните, посветени на потврдувањето на божественоста на Спасителот,
Нему му го препишуваат и житието на Свети Антоний, како и многу трактати, коментари на Светото Писмо, книги со наравучителен карактер и проповеден. Во 373 година починал во Александрија на 76 годишна возраст. На Христа Бога да го предадеме. Зашто на Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Премка на црковната слава посветена на Свети Атанасий Александрийски, чие име со векови го носи нивната многовековна црква. Јас да бидам дел од сенародната веселба, која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Окото на секој добронамерник, кога ќе го посети селото Премка, не може а да не ја забележи црквата посветена на Свети Атанасий Александрийски, која од утро до вечер раскошно блескоти од зраците на премското сонце, која се наоѓа на самото сред село. Постоењето на оваа црква секако се протега наназад во времето со векови. Некои околности укажуваат дека просторот каде што денеска се наоѓа црквава, посветена на Свети Атанасий Александрийски, се наоѓа ранохристијански црковен комплекс со профална и сакрална градба, со архитектонска декоративна пластика, со мозаични подови од 5 или 6 век, покриени со пластови земја, со надеж дека меѓу помладите до ова село, пораѓање и потекло, особено меѓу оние припатени во областите на историјата и антропографијата и археологијата, ќе ложат и љубов и труд и знаење за да ја доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ја од неправедната прав на заборавот. На Христа Бога да го предадеме. Првпат овој духовен храм во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинско смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а особено во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година за тогашниот манастирски бисер Света Богородица Кичевска. Пишани историографски документи за постоењето на овој духовен храм содржат во пописниот отомански дефтер од 1438 година, во пописниот дефтер од 1443 година, во отоманскиот дефтер од 1468 година, во пописниот отомански дефтер број 44 од 1467-1468 година е запишана незината реобнова,
додека во Томашкиот дефтер од 1568 и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, е забележено дека во ова време делумно се обновени и други припратни црковни објекти, а во Отоманскиот пописен документ од 1626 и 1627 година е забележено дека во ова време е повторно разрушена. Денешната црква посветена на Свети Атанасий, според некои извори, е вообновена во 1871 година, а според други во 1875 година. Црквата представува впечатлива еднокоравна градба, чиј црковен двор е заграден со долга камена авлија, одделкан доломитски камен, со влезна порта од јужната страна. Во црковниот двор во правец северо-исток се селските гробишта, на просторот југо-запад се наоѓале некогашните распослани во две редици родовски трпезари, кои порано се користеле за празникот Свети Атанасие, а западно од црковниот храм, врз стари темели, високо кон небесните синила, се извива црковната кабанарија. На Христа Бога да го предадеме. Небото беше ведро, времето релативно топло, пролетно, толку прилагодено за окото на мојата камера да го долови и секој празничен детај. Свети Атанасий, ова 2022 господово лето беше посебен празник за селото Премка. Уште рано и сутрината црковниот двор беше препун со даров. Се чекаше пристигнувањето на Кикевско црковното наместништво, предводено од Охридско-Кичевскиот митрополит Тимотеј. Јован Димовски, првиот меѓу еднаквите од името на манастирскиот одбор, го пречека владиката. Го бакна владичкиот жезол, нареден со драги камења, се подистави од десната страна на владиката. Владичкиот жезол, кој со левата рака го држеше Тимотеј, го накоси малку надесно, со ишерет на очите му даде дозвола на Јован на Димовски да го земе во своите раце, да го почува, со двете раце ја прифати чулавката, ја подкрена, ја заврте за 360 степени, го бакна крвчето кое се наоѓаше на чулавката, попот Александар Матевски ја прибра во неговите раце, кој стоеше од владичната лева страна. Владиката направи големо црковно темание. Александар Матевски му ја подаде владичината чулавка. Тој повторно го бакна крвчето и ја поднамести чулавката на главата. Отец Александар Матевски ја бакна на владичката десница, со левата рака му го подаде жезолот, овој задоволно климна со главата, давајќи му знак на отец Александар Матевски дека одлично си ја заврши работата. Како што е редот, прв меѓу еднаквите во црковниот двор влезе митрополитот Тимотеј, зад него Јован Димовски и отец Александар Матевски, а по нив свештениците од Кичевското црковно наместништво. Пред влезот во Божиот храм, владиката направи уште едно црковно темание. Се поклони пред царските двери, го бакна светиот престол. Започна утринското богослужение во чест на Свети Атанасие Александриски. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение да проследите во продолжение на оваа репортажа. Преславен се хвала, сите суви градки најкресите со длабочината на разби радната, секото куваме зложна, войска на небо положите, а со твоите учења блажен и преподобен Атанасие, секој ден се украсува црквата на
Da se pomolime na Gospoda, sada se prosvetime sodobodna svetlina, odjedno suškata trojica, da se pomolime na Gospoda. Gospode, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanje Tvoje, povedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sokranjaja i krestom Tvojim žitelstvo. Spasi Gospode, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sokranjaja i krestom Tvojim žitelstvom. Spasi Gospode, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi se pravoslavnim hristijanom našim, nas oprotivnija daruja i Tvoje sokranjaja i krestom Tvojim žitelstvom. Premudro
Високопреосвященейший Владико святи, благослови. Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино Духом Твоим святим, всегда нині присно и во веки веков. Амин. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи се Христе Боже наш, благослови го лебот и виното со Твојот сведух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи се Христе Боже наш, благослови хлеб и вино Духом Твоим святим, всегда нині присно и во веки веков. Амин. Слава и чест на светиот Атанасија, велики ти е принесувана ова бескрвна жртва. Прими ја се шедри во Твојот наднебесен и мислен жртвени. Во името на Отецот, амин. Амин. Синот, амин. И Светиот Дух. Амин. Ти мучениci, že dobre stradalčествуваше и venčaše ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом Богало, мучеников радование, и же проповед Троица единосушная, и ликуй Дева имя Божие, и роди Сына Емануила, Бога же и человека, постоким я Ему, Его же величающе Дево, ублажае. Високопреосвященейший Владико святи, благослови. Христос, кој воскресе од мртвите, помнито на неговата пречиста мајка и помнито на светиот Атанасија, велики че исповедане спраздуваме и помнито на сите праведи богоци Јоаким и Јана и помнито на сите свети да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбен. Амин. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Премка во слава на Свети Атанасија Александрийски, јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Предлагам дел од ова духовно празнување да проследите во продолжение на ова репортажа. Ваше Високопреосвещенство, митрополит Деваско-Кичевски, Плаушко-Стручки и администратор Австралийско-Сиднейски господине Тимотеј, почитувани свештенослужители на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, драги премчани и пријатели на Премка, добро ни дојдовте. Да се биде денес овде, пред овој свет дом, значи многу. А тоа многу едноставно значи да се потврди не вековното, туку милениумското постоење и обстојување на македонското духовно живење на овие простори. Како премчанец по мајка и татко, уште како дете, вниманието ми го привлекува овие три фрески. Фреските на Свети Атанасија во средината, на Света Недела на левата и на Светилија на десната страна, гледано во правец кон влезната врата. Се прашував зошто три фрески, а една црква. Како што растев и созревав, така дојдов и до одговорот. Имено нашите предци, немајќи можност, пред се финансиска, да ги возобноват овие храмови, а при тоа во никој случај не сакајќи тие за навек да бидат избришани од колективната меморија на сите генерации премчани, со изградбата на црквата Свети Атанаси, покрај фреската на овој светител, тие ги живописуваат и Света Недела и Светилија, со што практично го зачувуваат споменот на трите светилишта кои низ вековите биле дел од духовното постоење и обстојување на православието на овие наши кичевски и македонски простори.
Ова ќе го подкрепам со осознанието дека локациите во прастарото село се познати. Најпосетени се остатоците на Свети Атанаси, и тоа на Атанасовден зимен на 31 јануари на поширокиот простор на Трнојц и повремено местото познато како кај Крстојне, во Длабоки дол, каде што во времето минато се наоѓала црквата Света Недела. Најтазе е сознанието дека на просторот на Пачарица се наоѓал храмот посветен на Свети Илија. Сегашните генерации имат света обврска да ги означат и заштитат местата каде што тие постоеле. Во таа насока веќе се започнати и одредени активности. А во старите записи стои дека селото Премка имало своји свештени лица или што би рекле моите премчани попови. Така во четвртиот опширен пописен дефтер, кој се однесува на годините 1467-1468 година, меѓу другото е забележано дека во Премка живееле и поповите Тодор и Јован со своите семејства. Тоа значи дека овде со милениуми се воспевала Христовата вера. Оно што е познато е дека селото Премка и во поново време имала свој поп. Станува збор за попот Анđелко, чие последно почивалиште е во тремот на црквата Свети Атанаси. На неговата надгробна плоча пишува дека бил роден во 1882 година, а инаку како што стои на надгробниот крст, овој свештенослужител кој жртва за својот род погинал на 1 април 1905 година во Премка. Неговата смрт во својата книга Кичевска котлина, селски населби и население ја нотира и доктор Јован Трифуновски. Тој меѓу другото ќе забележи. Во 1905 година во Премка од страна на качачките банди бил убиен и попот Анđелко. Дека овој храм пред кого денес му се поклонуваме заслужува повеќе од тоа, потврдува и податокот во кој стои дека во Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје се чуваат 22 пергаментни листови од Требник, односно од православна богослужбена прирочна книга за свештениците кои се користела при вршење на црковни обреди. Требникот потекнува од 13 век. Него во премешката црква Свети Атанасий го пронашол Томас Милјанич во 1926 година. Листовите се пишувани на пергамент, односно кожа, која како материјал е потраен. И Кичевскиот оптој, односно православна црковна книга, во која литургиското пеење е во 8 гласови, пронајден е во истата црква, истата година и од страна на истиот човек. Станува збор за пергаментен македонски ракопис во средината на 13 век, кој Томас Милјанич заедно со други ракописи го предал во музеот во Скопје. Кога во 1937 година директорот на музеот Радослав Груиќ бил избран за професор на Богословскиот факултет во Белград, со себе ги однесол и ракописите. Кичевскиот оптој има 89 пергаментни листови. Од нив 66 се чуваат во музеот на Српската православна црква, а 23 во Белградската народна библиотека. Во овој октој се зачувани преписи од две химнографски дела на Свети Климент Охридски. Се работи за канонот за апостолите Петар и Павле за 6 глас и за канонот за Свети Тројца за 8 глас. Покрај тоа едно Климентово химнографско дело, покоен канон за 6 глас, е зачувано во премечкиот Требник. Но тоа не е се. Овој храм кој горделиво стои пред нас и кој ги живее своите 150 години, чува и други материјални докази за својата древност и важност. Меѓу нив е и црковниот бајрак, кој во едно време сега веќе минато, се користил за богослужбена литија и кој, како што е запишано на него, потекнува од 1862 година. Во текстот, кој е напишан на црковнословенски јазик, стои: ја раздели реката Јордан и со огнена кочија отиде на небесата. Ќе нагласам дека во оригинал текстот е напишан на црковнословенски јазик со разнишен падежен систем, карактеристичен за црковниот литургиски јазик во 19 век. Но овој пат предмет на моја обсервација не е јазикот, туку древноста на овој простор. Имено, како што е погоре повлечено, црквата Свети Атанасий е изградена во 1878
92 година, а литийскиот бајрак е постар од неа за цели 10 години. Овој податок отвора простор за многу прашања и предпоставки. Така, ако годината по текстот го означува периодот на неговата изработка, а тој бил ставен во функција со предавањето на употреба на црквата, тогаш бајракот има 2 роден ден, со меѓупростор од 10 години. Ако пак црквата во сегашното Премка е изградена пред точно 150 години, а литийскиот барјак годинава го одбележува својот 160 роден ден, значи ли тоа дека во старото село една од трите цркви во тој период се уште била во функција и во неа се одржувале богослуви. Инаку, иако се уште не е научно потврдено во Премка, може да се чуе дека во минатото на овој простор постоеле и 2 манастири. Едниот меѓу местностите Софра и Ласко Падина, кој според кажувањата на мои постари соселани бил посветен на Свети Никола, а вториот на местноста Крстонивиште, за кој не се знае неговиот патрон. Сето ова упатува на единствениот можен заклучок дека селото Премка било и останува да биде уште еден силен вруток на незиното и нашето постоење и бастион на православието. Од една и од друга страна, науката час поскоро треба да му посвети сериозно внимание на овој простор. Не само што Премка е вруток на и бастион за православието, таа е вруток и еден од добрите примери за заедништвото, бидејќи на ова наше чествување тука со нас се и нашите соселани и соседи албанци со кои сме делеле, делиме и ќе делиме и добро и лошо. И за крај, нека ни е радосен и вековит роденденот на овој наш свет храм и вековити да ни се Премка и Македонија. Јас сум Зивер Османи, од истото село Премка и живееме ние од копаветам ја и дедо, прадедо, татко, така све со ред. Ние се живееме, имаме убав соживот со македонците, со православните. Дали се негова на стара традиција, нагочи за Бајрам, нагочи за славите, за свадби, крштевки? Тоа е обавезно. За Бајрам идат кај нас на Бајрам, за слави, водици, било за која слава православна, ние одиме исто на слава, си живееме добро, исто како едно село, како една фамилија. Една порака до сите наши граѓани на Република Македонија, без разлика на националност. Дали е убаво да се среќаваме, да се гледаме, да се почитуваме? Пораката е да се живее, да се соживее. Пораката наша е сите да живеат како село Премка, што живее, како што соживуваат село Премка, така и другите села, тогаш не би имало никој пат проблем. Разговараме со годинашниот кум и догодишниот, што се вика. Тоа ти ме презиме? Мико Савешки. Што беше мотивацијата да бидиш меѓу првите, меѓу еднаквите да бидиш домаќин за оваа година? Па од време така испало сум била мерак, че сум сакал да бидам кум. Задоволство на саваните, прво на црквата, на Свети Танаси, да чефи било како далеча, да бидам кум. Така. Во селото. Вашето име? Саше Ѓорѓиевски. И ти ќе бидеш до година домаќин? Да, јас сум догодишниот кум. Порака, јас сум од помладата генерација малце во селото, што стварно се трудиме, воедно со и членот во црковниот одбор, стварно црковниот одбор многу допринесува за селото. Па се трудиме, се бориме. Нека е дено здраво години, до година да се видиме и за Свети Танасија, и за Великден, и за Бајрам, и за сите верски празници. Нека е дено здраво години. Секој човек кај што ќе го согледа сонцето, природно дека тој простор никогаш не го заборава. Според тоа и без моја порака, сите македонци, независно дали се од Република Македонија, во Републиката или по далеко во прекоокеанските или европските земји, сите имаат желба и чезна за да ги посетат своите родни места, а природно кога ги посетат своите родни куќи, тоа ќе ги посетат и своите светилишта, кои што се крстени, венчани, или кои што ги оставиле најсаканите родителите, дедовци, баби, кои што ги чувале и ги прикувале. Според тоа, Македонската православна црква од секогаш била еден главен стожор кој што крепела македонскиот дух, крепела и верата, и црквата, и песната, и орото. Тука се сретнувале, тука се заљубувале, тука се
на крај, како секој ден што се роди и на крај ќе го завршува свој живот, тука и старите генерации се разбира биле испраќани за вечност. Мојата порака е се разбира да колку имат можности да си ги посетуваат своите домови, а да не ги заборават и своите цркви и манастири широко подале. Нека денот за новогодини и до година да бидеме побројни. Амин, дај. Открита насица, трнове, чукре, сонцето срамежливо циркаше, навестувајќи ја пред вечерината. На мојот престој во селото Премка му се ближеше крајот. Не ми се напушташе селото, но мора да се заминам, затоа што ме чека и другите села низ Кичевијата да ги посетам и за нив да направам нов документарен запис со едно ветување дека пак ќе дојдам во селото Премка, само Господ здравие на сите нам здравие да ни даде.